Еве исто така да кажам дека ми е особено задоволство и чест и денес да сум во македонскиот бисер овде во градот Охрид, каде што Гордана со својата организација не престанува да биде инспирација и еве движач на овие некои важни работи. Знаете, ние, еве, ако го слушаме овој разговор до сега што се водеше, веќе ги забележуваме дел од проблемите кои што ги наметнуваат ретките болести и тоа е точно проблемот со ретките болести. Тие се ретки. Ние нив не ги учиме, да речеме, низ факултетското образование, најчесто, бидејќи тие се ретки, низ пракса, еден човек во општо здравство или така е среќен, можеби ако види еден со некаква ретка болест пациент во специјалистичко од некои болести, можеби еднаш, можеби два пати, можеби никогаш. Така што тие проблеми со одолжената диагноза заради, да речеме, непрепознавање клинички на овие болести, тие не се македонски синдром, да кажам, тоа е проблем во целиот свет и тоа е природата на оваа група болести. Ние овде спомнавме ултраретки, да кажеме тоа што значи дека ако е инциденцијата, појавноста на болеста под 1 на 100.000, тогаш сметаме дека е ултраретка болест. Ретките болести се на различен начин дефинирани во различни земји. Мислам во нашата, ако има помалку од 20 пациенти со дадената болест, што мислам дека е еден од проблемите генератори на проблеми, бидејќи мислам дека таа диагноза, таа дефиниција е погрешна, зашто ако има 20 и 20 или 30, не значи дека не е ретка. Ме разбирате, така да тоа е нешто што треба да се размислува. Не е научно. Да се менува. Второто, околу честотата, сакам малку да нова ваше прашање, тоа е важно бидејќи ние немаме податоци дека воопшто во светот или во нашава земја или во некој регион во нашава земја честотата на ретките болести на некој начин зголемена. Се согласувам со професорот дека добар дел од тоа зашто ние слушаме и знаеме повеќе за ова е благодарение на овие кампањи на Гордана и ова нејзина неисцрпна енергија и креативност. Но второто е затоа што мислам дека и во здравствениот систем сме подобро екипирани за диагностика на ретките болести. Знаете, 80% од нив се всушност генетски болести, така што сега имаме, например, во Македонската академија за науки и уметности во лабораторијата за генетска диагностика веќе е комплетирана целата технологија и за секвенционирање на целиот екзом. Други институции, исто, например, како Институтот за имунобиологија, хумана генетика, но и некои приватни лаборатории ги даваат овие можности, цените се намалуваат, така да достапот до таков вид на диагностика е многу поедноставен, што мислам дека исто така води до тоа да имаме поголем број на диагностицирани различни болести. Инаку, чисто малку на оваа тема сакам да се задржам, сепак да сме и едукативни, да кажам, и за вас како новинари, но и за гледачите. Мислам дека, знаете, што е честа, што е ретка болест, тоа е многу релативно. Например, еве ако земеме пример епилепсија. Епилепсијата е честа болест. Едно од неколку стотини, да речеме, луѓе имаат некаков вид на грчеви во текот на животот. Меѓутоа, дел од епилепсиите не се всушност таа честа, да речем, обична епилепсија, туку се всушност епилепсии кои што се должат на определени генетски проблеми, моногенски, да кажеме. Така што сега ние кога почнуваме да по некои критериуми да размислуваме која епилепсија би можела да биде генетска, ќе упатиме на генетско тестирање и ќе најдеме дека е заради генетска промена во определен ген и веднаш станува ретка болест. Значи, манифестацијата е таа, да речеме, епилепсија, може би малку посложена со развојни проблеми и така натаму. Меѓутоа, во суштина тоа е на некој начин разликата. Ние од честите болести одделуваме, да кажам, поединечно, да речем, пациенти кои што можеме да најдеме генетска причина за болеста. Околу лекувањето, исто така, не сакам, знаете, јас се судирам секој ден во мојата работа со луѓе кои што се на преминот од така наречената диагностичка одисеја, ова за што зборуваме, кое што морам да кажам и по литературата во светот, не е невообичаено да трае 10-15 години патот до кој што да се дојде до диагноза. Меѓутоа, тоа сега што добивам впечаток дека го правиме, знаете, луѓето ги ставаме на друга одисеја, тоа е терапевската одисеја.
да најдеме диагноза па да видиме за лекување и знаете ветуваме работи кои што во најголем број на случаи ми се чини дека не се реално. Значи најголем дел всушност од ретките болести немаат терапија. Тераписките можности се по исклучок, еве не знам дали ќе се како процент да кажеме, се релативно ретки. За овие болести за кои што ние 5%. Значи за овие болести за кои што ние знаеме дека раната диагноза, навремено откривање и навремено лекување прави значајна разлика во исходот, значи тие болести ние ги вклучуваме во новороденечкиот скрининг и во нашата земја новороденечки скрининг функционира, например, за вродена хипотиреоза, за фенилкетонурија, за цистична фиброза. Фенилкетонурија може би опфатноста не е за целата земја, меѓутоа се спроведува сега скрининг толку колку што се можностите. Меѓутоа е во редовната програма и напорот е да стане тоа на национално ниво. Беше ли спомнато? Така што, да речем, тие болести и кај нас и во светот се препознаваат уште во првите денови, да речем, после раѓањето и веднаш се почнува со соодветни терапии. Проблемот со лекувањето и витендерите кај нас тоа е многу голем проблем, системски, на непостоење всушност на реален механизам во Министерството, да речеме, за здравствена заштита, тоа е фактички во нашата држава, за тоа како всушност било кој нов лек може да дојде на, да речеме, на позитивната листа. Ме разбирате? И затоа ние правиме некои решенија со некакви специјални програми и вака така што не е баш точно, ние немаме ни професионалци од областа на фармакоекономиката кои што може да прават вакви проценки, да кажеме кој лек и на кој начин би можел да доаѓа, да речем, во употреба. Така да тој проблем е многу голем, а проблемот со ретките болести особено затоа што знаете често пати ние Гордана ги спомна агенциите во Америка и во Европа, значи во Америка FDA, во Европа EMA, тие често не се и согласуваат меѓу себе во тоа, например, дали некој лек всушност има доволно докази за ефикасност и безбедност и ние имаме пациенти за кои што знаеме дека има лек во Америка, меѓутоа тој не е регистриран во Европа и не може да се користи. Така што проблемите се многу големи во тој поглед, не е така едноставно како, знаете, има некаде лек и дајте веднаш да го дадеме, затоа што и лековите не се секој пат и безопасни. И дека, знаете, воколку не сме убедени или Европската агенција не е убедена дека има докази, тогаш не може. И само уште едно кратко ќе кажам. За пациенти кои примаат лекови. Што ако не ги добијат навреме, а тендери се уште не се добијат? Епа, знаете, мислам, еве сме сега во предвечерието на предизборието и мислам дека е секчија наша одговорност во рамките на нашите можности, мислам во локалниве представници кои што ќе се интересираат, например, да се даде довербата, меѓу другото да се прашаат и овие прашања. Зашто се слагам дека не е нормално да не може некој пациент со имунодефициенција со месеци да добие замена за имуноглобулини затоа што тендерот не поминал. Тоа не би требало да се случува, меѓутоа тоа е прашање на, разбирате, на многу длабок проблем во организацијата на здравствениот систем, кој што се решава, еве вака ми се чини, еве ќе имаме можност. Другото што сакав да го кажам е дека овдека годинава од објективни причини возрастните, мислам лекари дека се за возрастната популација отсутни, послушаме деца, сепак да имаме во предвид дека ретките болести 50% се всушност во детска возраст манифестираат, 50% во адултно во возрастна возраст, така што сите овие прашања за кои што зборуваме не засегнуваат некои деца или нечеви други деца, туку потенцијално и нас самите како возрастни луѓе кои што можеме во било кој ден, да кажеме, или било кој од нас да манифестира некоја болест од доцен почеток ги велиме, кои што исто така по некој пат бараат скапи лекување и терапии.